доаѓа до прекомерно размислување е поради тоа што човекот пред ако сака да не мисли мора да делува, ама он затоа што му е страх да делува, замената за прекомерното размислување е замена за акција. Фактички прекомерното размислување е неакција. Кога човекот не превзема одлука и не превзема акција, замената за сето тоа е прекомерно размислување. Гледате, overthinking. Со други зборови, да не сгреши, 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 да не утне работа, да не утне работа, да не утне работа. Гледате, многу едноставно, ако човекот донесе одлука, знаете зборот одлука на англиски е decision, ама потекнува од латински decidere, што значи да отсечеш нештото или да пресечеш нешто. Гледате, кога човекот ќе донесе одлука, он донел одлука, он пресекол. Нема враќање назад, иде напред, поради тоа што, гледате, неакцијата настанува поради страв. Зборував за страв во претходната емисија, да не се повторувам се цело време. Во минатата среда зборував на тема страв, така да може да го гледате лајвот за страв од минатата среда, но стравот кој ќе влезе во умот на човекот, он не почнува да носи одлука, он не носи одлука. Сега, таа неодлучност го тера да мисли. Фактички, прекомерното мислење е замена за одлуката и човекот фактички станува неодговорен. Човекот не може да живее ако не донесе одлука. Човекот не може да биде одговорен ако не донесе одлука. И поради тоа што човекот не е одговорен, поради тоа што не носи одлука, замената за сето тоа е ќе мисли, ќе е во умот, не е во животот, не е во акцијата, не е во делувањето, туку каде е во умот. Гледате, овертинкингот е човекот бива и постои во неговиот ум и постои во неодлуката и постои во стравот од последиците. Постои таму затоа што таму му се мислите, затоа што кај му се мислите, он таму постои. Ако мислата му е во акцијата, он ќе постои во реалниот свет. Ако мислата му е во неакцијата и во последиците, он постои во собствениот ум. И гледате, овертинкингот е постоење во неговиот ум, не е постоење во реалноста, не е постоење во светот. Едно е да мислиш и да визуализираш и да сонуваш, тоа е убав начин да постоиш во собствениот ум, но ако не носиш одлука и не пресекуваш, тогаш почнуваш да постоиш во собствениот ум врз база на тоа да не сгрешив, ако сгрешам, што ако сгреши и така натаму и така натаму. Поради тоа што не сака да донесе одлука. Има многу убав цитат за самодоверба од филозофот Хабард, вели: самодовербата не е ништо повеќе отколку верба во собствената способност да одлучуваш и во собствените одлуки. Човекот кој што носи одлука, он нема overthinking и нема прекомерно размислување, затоа што тоа е еден тип на несигурност. Дал на некој од вас, овдека присутни, колку и да не има, скоро се некаде 200 на број на Инстаграм и на Фейсбук, малку помалку, но од вас кои што сте тука на ова предавање, дал на некој барем од вас му се случило да му ја мисли и премислува за некоја хајина што треба да ја купи, за некој, не знам, дал да излезе на вечера, дал да не излезе на вечера, дал да си купи сендвич или дал да отиде дома да си јаде. Не зборам од финансиски аспект, затоа што знам дека има такви ситуации каде што едноставно човек не може да си дозволи нешто. Но многу често има луѓе што може да си дозволат, ама не си дозволуваат да бидат, туку цело време мислат и премислуваат. Ке купи некоја девојка некој фустанче и ќе го донесе дома, па ќе го облече пак, па ќе го врати, ама се е глупо да го врати во истата смена, затоа што е глупо да не ја видат луѓе од кои што го земала халинчето, па ќе се чека наредна смена да го врати тоа. Гледате, тоа е несигурност. Затоа што ако ние сме научени да носиме одлуки и да биваме и да постоиме, без да имаме пред тоа една сериозна загриженост на тема леле ако сгрешив, леле што ако сгрешам, дали сгрешив, затоа што гледате, луѓето како се учат на неодлучност? Преку критика. Кога имате луѓе кои што ве критикуваат постојано, имате критичари. Гледате, критичарот се обидува да контролира други луѓе и критичарот, зборувам за критичар кој што постојано критикува, он сака наводно некого да коригира со таа критика, уствари тој што е критикуваниот бива целосно неспособен и неодлучен и поради тоа почнува да се ослонува на критичарот. Сега, во присуство на критичарот ќе имате многу нагласен overthinking. Имате луѓе што не можат уште да донесат одлука за било што.
Гледате, не можете да донесете одлука за, не знам, дали излезете на ручек, дали излезете на вечер, дали почнете консултации со мене. Немојте да мислите дали почнувате или не почнувате консултации со мене. Едноставно донесете одлука да ми се јавите и ако се мислите у овој момент, дал да почнам ја консултации со доктор Жаре. Луѓе, и тоа е дел од вашата неодлучност постојана. Немојте да мислите дали треба да ми се јавите или не. Еве ви апел, после овој лайф, пишете ми порака, јавете ми се на телефон, поради тоа што таа неодлучност ја тренирате секој ден со тоа што не одлучувате. Човек што постојано одлучува и кој што нема проблем да одлучува, он нема overthinking. И има многу помалку страв. Ама човек што постојано не е сигурен да донесе одлука, не е сигурен да пресече, да не сгреши, да не ја утне, тој човек, у моје искуство, што не значи дека е секојаш така, но обично тој човек е многу критикуван, тој човек е многу инвалидизиран, тој човек е многу спуштан од некој во околината, научен е да не одлучува. Гледате, имате некој син, кој што има 50 години, уште е син. Има тато и мама што цел живот одлучуваат за него. Тој човек не може да донесе одлука. Имате некоја керка која што не може без мама да донесе одлука за ништо. Не може ни да донесе одлука кога ќе покани на прослава, кога нема да покани, затоа што мама не ти овие не може да не ги поканеш ти. Са како вие да не ги каниме? Се она си направила список, тој список ќе биде ревидиран од мама 100% и она не може да се избори за својот простор, не може да се избори за својата одлука. Затоа што, гледате, убаво е да слушаме луѓе што знаат. И убаво е да слушаме луѓе кои што имаат искуство. Затоа е убаво да читаме книги, впрочем. Но ако вие цело време слушате некого, не викам да правите глупави грешки, ама ако ти цело време слушаш некого, ти си цело време под водство на некого. И ти затоа што не си научен да носиш одлуки, ти си научен на мислење. Ти не си научен на одлуки носење. На што си научен? На мислење, на стрес, на страф од последици, на карање, на тоа си научен. И сега ти у таа состојба на таа наученост како можеш да се охрабриш да донесеш одлука. Ама ти за да не мислиш, мора да донесеш одлуката и кога ќе донесеш одлуката пак мислиш. До кога? Додека не ја превземеш акцијата. Затоа што гледаш, ајде да речем имаш комфорт зона. Надвор од комфорт зоната ти имаш прво мислење, имаш страв, имаш незнаење, ама мора да поминеш низ тоа. Затоа што у комфорт зоната ти си заштитен од тоа што, знаете, луѓето сака да се заштитат од неносењето на одлука баш поради оваа состојба која што ја зборам, зашто он кога ќе донесе одлука, он ќе развие мал тип на страв, мал тип на несигурност, ќе ја развие. Не го сака он тоа. Не сака страв од последици. Се он ќе се повлече у комфорт зоничката, него и у комфорт зоничката кој носи одлука? Мама, тато, жена му, мажот, другарот. Кој да е, носи одлука поради тоа што он не сака да искуси пораз, не сака да искуси неубави емоции, не сака да искуси дека некој кажал дека овој не успеал и така натаму, не сака да биде под лупа и гледање на околината да речат овој се обиде во животот не успеал. Лоѓе. Играчот е играч затоа што добива забава од сопствен живот. Публиката секогаш ќе биде публика и секогаш ќе добива забава од играчот. Ама играчот е играч, играчот е изложен на животот, изложен е на ризикот. Зошто? Па поради тоа што носел одлуки. Овие што су жабокречината, што су барата, што су комфорт зоната, тие секогаш ќе ве гледаат. Не се плаши да ти донесеш одлука поради тоа што некој ќе каже нешто, некој ќе ти пререче нешто, некој ќе ти се насмее дека си успел или не си успел. Тој човек нема право да збори поради тоа што не се труди како што се трудиш ти. Има убав цитат од Гранд Кардоне, вели: "За мене зборат само оние луѓе што помалку работат од мене." Сега, ако за тебе зборат повеќе оние луѓе што помалку работат за тебе, тоа е комплимент. Но луѓето се исплашени од носење на одлука. И кога човекот нема да донесе одлука, он почнува да мисли и да премислува. Сега, мора да се научиме да делуваме со храброст. Затоа што, гледате, има цитат од филозофот Гете, вели: "Храброст е посветеност да трнеш без гаранција за успех." Храброст е посветеност да трнеш без гаранција за успех. Сега, ние немаме гаранција за успех кога ќе трнеме во животот, ама одговорност да трнеме во животот. И колку повеќе носиш одлуки, еден вид на тренинг е, затоа што имаш луѓе кои што не носат одлука, кај ќе седнат у ресторан.
Имаш некој дечко кој што до толку е зависен од мама, од тато, па се станал жена му, ќе се најде жената таква, да се разбереме, он до толку е зависен од мама да му ги носи одлуките. Што мислите? Каква жена ќе одбере? Он чудно ли чудо одберал таква жена која што ќе го команда? Ама зашто? Па затоа што е научен да биде воден од мама. Научен е да биде воден од тато. И што е научен човекот? Он е научен да не носи одлука, он научен на не иницијатива. Имаш некој вработен, чека да му каже менаџеров све. А зашто чека да му каже менаџеров све? Затоа што му е страв да преземе одлука, да направи грешка. Сега, тој е у стрес, тој е у мислење. Затоа што има неодговорност, затоа што одговорноста е поврзана со делување и одговорноста е поврзана со акција, а за да имаш акција мора да донесеш одлука. Ако не идеш да донесеш одлука, тогаш ќе мислиш. За да си го намалиш тоа мислење, луѓето влагаат у комфорт зона и вика ја не морам да носам одлука, ќе носи одлука некој друг. И така животот го губи сјајот поради тоа што ти се тргаш од сопствениот живот. Зашто нема живот без одговорност, а нема одговорност без носење на одлука. Одлуката мора да биде конструктивна, креативна за најголемо добро за се околу нас. Не можеш ти да донесеш одлука себична што е добра само за тебе, ама не е добра за фамилијата, не е добра за групата и така натаму, таа не е добра одлука. Ама гледайте, ако човекот донесе креативна одлука, конструктивна одлука која што прави добробит, он треба да ја донесе таа одлука. И треба да го реализира тоа што го мисли. Затоа што едно е да го мислиме нештото, друго е да имаме храброст да го реализираме и да го живееме животот кој што сакаме да го живееме, затоа што дал сте ја кажале вашата собствена приказна. Гледате, неодлучноста е проблем со овертинкингот, затоа што човекот пред да, знаете како викаат кај нас, 3 пати мери еднаш сечи. Гледате, луѓе, тој не зезнал сите. Кој да почнал со тоа 3 пати мери еднаш сечи, 3 пати мери еднаш сечи, абе ти ако мериш 3 пати, 5 пати ќе мериш. Нема шанса да останеш на 3 пати мерење. Измери еднаш, ама ти си научен, мора да проверам уште еднаш. Ај провери уште еднаш. Втор пат, проверај. Добро. Добро ли е? Море за секој случај да проверам уште еднаш. И сега овертинкингот е едноставно страв од носење на одлука. Затоа што ти кога ќе донесеш одлука, ти кога ќе преземеш акцијата, ти веќе немаш ни време да мислиш на нештото. Зошто? Поради тоа што умот е насочен на решенија за препреките и за предизвиците кои што се пред тебе. Ама научени сме на овертинкинг. Зашто? Поради тоа што не научиле на неносење на одлуки. Зошто? Поради тоа што не критикувале. Зошто? Па поради тоа што тој што е критикувачот не сватил дека за ние да можеме да донесеме одлука мора да имаме простор. Сега ти како мал простор која си критикуван можеш да донесеш одлука? Никако. Мал простор, ајде знам дека сум досаден. Ама гледайте, анксиозност зборот доаѓа од збор ангере на латински, значи да гушиш некој ангере доаѓа од збор ангст на германски е страв, а ангст на индоевропејски, стари јазик од кој што се развили индиските европските јазици, ангст на индоевропејски значи мал простор. Депресија, де е надоле пресија, прицок значи мал простор. Како можеш ти да донесеш одлуку мал простор? Не можеш да донесеш одлуку мал простор. Зашто? Зашто мал простор имаш страв. Уште еден цитат од филозофот Хабард вели: одземете го стравот од еден човек и ќе одземете неговата малост. Стравот те собира. Сега, ти у тој мал простор не можеш да донесеш одлука. Затоа што имаш страв да не сгрешиш. И затоа што имаш страв да не сгрешиш, почнуваш да правиш овертинкинг. Затоа што немаш слобода да искриеш простор. А како криеш простор? Преку носење на одлуки. Гледате, не можеш ти да имаш простор ако не донесеш одлука. Ако ти не ја донесеш одлуката, нема простор. Сега, страво да не сгрешиш. Да. Има цитат од Мајкл Џордан, вели имам промашено 9000 шута, имам изгубено 300 утакмици, 26 пати ми бил доверен последниот шут да го шутнам и го имам промашен. И вика, јас сум најдобар затоа што сум волен од неуспех, да одам од неуспех во неуспех. Многу малку луѓе се волни да одат од неуспех у неуспех. Многу малку луѓе се волни да бидат, многу малку луѓе се волни да веруваат, многу малку луѓе се волни да надеваат. Затоа што гледате, тоа е све ризик. Ама ние мораме да го прифатиме ризикот во животот и постоењето ако сакаме да бидеме. И да го, фактички да го посакуваме. Ние да одиме не у глуп ризик, коцка, дрога, прекумерно пиење на алкохол и така натаму. Гледате, не у тој тип на ризик, него у ризик на остварување на целта која што сакаме да реализираме и да оствариме. Поради тоа што овертинкингот е уствари учење да не бидеш одговорен. Затоа што ти у моментот кога ќе донесеш одлука, ти превземаш одговорност. Сега, ако не превземеш одговорност,
нема шанса да има живот. Зашто? Поради тоа што кога ќе превземеш одговорност, добиваш знаење. Едно е да добиеме ние знаење од животот. Имаше таква ситуација, знаете, имаше дадена ситуација каде што ме прашувале да продолжат луѓе да имаат часови со мене и сум рекол не, доста ти е. Не ти треба повеќе знаење, ти треба одлука да го направиш тоа што си го зацртал. И кога го направиле тоа што го зацртале, без дури да земат плюс часови на консултации со мене, добиле знаење од животот и од постоењето. Затоа што ти кога ќе превземеш одговорност, некој ве промовирал на поголема функција на работното место, што прво ќе сакате да направите? Сакате да стекнете знаење. Дали у тој момент ќе имате стресови и стравови? Да. Ама нема да имате overthinking. Затоа што, гледате, кога ти ќе преземеш одговорност, ти ќе имаш стрес и страв, ама немаш overthinking. Човекот кој што има overthinking е поради тоа што не направил нешто. Он уште мисли. Гледате, тој цело време на колебање. Тој се колеба. Ама затоа прави overthinking, зашто не донел одлука. Гледате, ако не донесеш одлука, ти уствари не си во играта на живот. Тоа е како да седиш надвор, играат пред тебе, играш. Односно, они играат, ти гледаш, ама никако да влезеш во теренот, да почнеш да играш, да почнеш да шутираш топката, да едноставно да се охрабриш, да бидеш. Ама луѓе, животот е тоа, едно големо игралиште. Гледате го животот како големо игралиште. Сегментите на животот се бракот, сегментите на животот се работата, сегментите на животот се лајфчињата. И се останато тоа се сегменти во животот. Ама животот е поле за игра. И ти, твојата способност, и твојата енергија, и твојата афинитет, и твојата љубов, треба да ја дадеш на тоа поле за игра. Побогу ако сгрешиме, па што ако сгрешиме, луѓе, ќе преземеме одговорност. Само ве молам, немојте да не носите одлуки. Затоа што во моментот кога ќе одлучите да не носите одлуки, поради тоа што, па ќе кажам, ќе има последици. Ние сме научени да размислуваме цело време со негативни последици, ама никој не научи да размислуваме со позитивни последици, зашто зборот последица обично има конотација негативна во македонскиот збор. Но гледайте, последица е на некој начин резултат, ама последица е значи следи после. Сега, што следи после од вашата акција? Колку позитивни последици би можеле да имате ако денеска се охрабрите да донесете одлука? Ето, Америка, знаете каква е, зашто ја обожавам ја Америка. Ти ки имаш некоја идеја, кај нас прво нешто, дојав ја со мојата голема идеја на татко ми да му кажам, тато, Македонија ќе направам позитивна. Татко ми ме гледа, ми вика, сине, не лупетај. Иако татко ми беше сонувач. Сега, ама у Америка, ако ти имаш некоја идеја, ја кажам идејава на тетка ми, викам, тето, тој и тоа ќе направам. Можеш, Жаре. Тето, тој и тоа ќе направам. Ма, Жаре, можеш. Вау. Си викаш леко убаво, затоа што таму те охрабруваат и си викаш, абе дај тај идеја, ма вика пробај, ако не успее, не успее. Леле кај нас, шо сега ти топла вода ќе измислуваш, абе ние сме у Грч, ние сме нација у Грч што живе, поради тоа што некој научил цело време дека е катастрофално да пробаме и да сгрешим. Затоа што грешката не е грешка, луѓе, грешката е испитување на простор. Испитување на простор, ако е темно, ја како да ја најдам вратава или штекерот, ако не допрам зид, зид допр, леле сгреши, Жаре, ете, зидот го допр. Како можеше зидот да го допреш? Па добро, сега знам дека таму не е светлото. Пум, таму е прозор, леле, прозор допр. Жаре, 2 грешки имаш направено. Видите, 2 грешки имам направено, ама знам кај не е штекерот сега. Сега знам дека штекерот не е таму, знам дека штекерот не е таму. Кај е штекерот? Таму. Најарно е кога живееш со луѓе кои што не ти ловат грешки. Зашто ако почнеш да живееш со луѓе кои што ти ловат грешки, си на работа со некој кој што цело време ти лови грешки, не да ќе бидеш у overthinking. Зашто? Поради тоа што грешката и стравот од грешката те тера да мислиш да не сгрешиш, а умот не го разбира зборот да не сгрешиш и он цело време те фиксира на грешка. И затоа човекот не успева да донесе одлука. Затоа што ако на некој човек му добиеш страв дека катастрофа има ако сгреши, он прво нешто што ќе направи нема да се обиде да одлучи да направи нешто. И поради тоа на кој ќе се базира неговата одлука? На тој кој што е критикувачот. Човекот кој што е критикуван, секогаш штака за одење му е критикувачот. Критикуваниот човек има секогаш штака до него. Кој? Тој што го критикувал. Знаете, критикуваниот оди со штака и кој му е штаката? Тој кој што му е одземал целата самодоверба.
критикувачот. Така да, луѓе, ако сакате да имате убав живот, ако сакате да имате просперитетен живот, ако сакате да имате кеевски живот, ако сакате да имате живот во кој што ќе уживате, мора да носите одлука и малку да ви биде гајле што другите луѓе ќе кажат и да не правите глупи грешки. Не промовирам глупа грешка да се прави, само промовирам човекот да се охрабри да носи одлуки. Океј, се гледаме повторно во среда, ќе зборувам за друга тема, но ве молам носите одлуки за да го немате проблемот со овертинкингот. Мора да имате малку храброст. Храброст е против отров на стравот и храброст е против отров на прекумерното размислување. Поентата ми е, океј, ако сакате се справите со луѓе што се критикувачи, гледате, затоа што критикувачите ќе ви ја одземат целата самодоверба и сигурност. Јавете ми се поради тоа што има многу убава техника како да разговарате со човек кој што ве критикува без при тоа да влезете у конфликт со тој човек, поради тоа што критикувачите ја намалуваат позитивната енергија и слободната мисла. Имајте убава вечер, се гледаме повторно среда. Чао!